туку навистина можеме да ги видиме сите експерименти како би се случиле во пракса. Храната секојдневно што ја јадеме, ѓушпите од овошје, зеленчук, всушност не се само ѓубре, како што го сметаме, туку се многу битни ресурси. Туку ние можеме сами да придонесеме кон некое решение. Ние преку пракса, всушност, тоа ќе го запаметиме, ќе ни остане во умот кои се проблемите во светот и како можеме да достигнеме до едно решение со тимска работа. Истовремено зачувувајќи природата, исто така многу ми се допаѓа тоа што учиме на практичен начин, а не само преку теорија. За мене овој тип на работилници представува нов тип на искуство. Се здобивам со нови знаења и имам свој придонес во почиста и одржлива животна средина. Можам да видам како стварно се прави биоотпадот. Најинтересниот дел од работилницата е дефинитивно изведувањето на целиот процес. Впечатокот е одличен, бидејќи во вакви услови ретко кој има шанса да изведи експерименти и многу може да се научи. И сметам дека е многу важно да се оди на вакви. Кога и користим инструментите, односно праксата, а научив многу нови начини да го пренаменам биоотпадот. Најпрво научив како да заштитиме својата животна средина, а потоа научив како може од некој навистина штетен продукт да се добие нешто многу корисно. Јас научив како можеме да правиме од некои основни предмети, како например портокал, во некои корисни работи, например парфем. Ние имаме наставници и професори кои се цело време тука со нас и ни помагаат во работењето на овие експерименти. Љушпите од зеленчук и овошје како може да се претворат од биоотпад на биокомпост. Многу е важно да чуваме за тоа што ако ја уништуваме ние неа, сами себе се уништуваме. Ќе се грижиме за сопственото здравје, за здравјето на тие околу нас и за идните генерации. Од нејзиното здравје директно зависи квалитетот на нашиот живот, воздухот кој што го дишаме, храната кој што ја јадеме. Ова трае од лани, мисля, че април започнавме со посети со работилници и добивме едно искуство кое што навистина е едно богатство за нашите идни генерации. Пред се за наставниците е многу добро што нешто учествуваме на некакви работилници кои што се концизни, кои што се добро организирани. Корисни за учениците и за наставниците, бидејќи не учат како практично да управуваме со биоотпадот. Имаме можност да им да ја споиме и да искористиме STEM методологијата, каде што се спојува биологија, екологија, хемија. Пред се да се научат каде да фрлат и како да го користат, институциите да почнат да создаваат една инфраструктура, ако сакаат тоа да го направиме во права насока, значи да обезбедат место каде е контењери, место каде ќе се селектира, каде ќе се рециклира тој отпад. Помага во намалување на отпадот и подобро користење на ресурсите. Ова е многу важно за почиста животна средина и подржлива иднина.